обраќање. Како што кажав на самиот почеток, ова е убава седница и имаме еден предлог закон кој што сметам дека е многу важен за сите граѓани на Република Македонија. Ние, морам најпрво да истакнам дека ова е многу подобро законско решение од оно што најпрво беше понудено во 2019 година, за кое што имаше расправа, мислам дека беше февруари 2020 година. Се повлече тој закон, што беше добро решение, бидејќи навистина имаше многу забелешки тогаш. И сега овој предлог, дури првичниот пред јавната расправа веќе беше во голема мера подобрен, а и јавната расправа на која што заедно со професорката бевме присутни. Јас бев присутна на двете, и на претходната и нова. Видовме дека со последната верзија дека се навистина прифатени поголемиот дел забелешки кои што беа дадени на јавната расправа од страна на стручни лица, институции и засегнати граѓани. Меѓу другото, не беа само професори, не беа само истражувачи, туку не беа само македонисти, туку имаше и навистина и други засегнати граѓани, бидејќи јазикот е жива материја која што опфаќа многу сегменти, многу елементи од едно општество и навистина е особено јазикот на кој што е прв и единствен службен јазик на целата територија и во странство, треба да се обрне големо внимание. Меѓутоа, нормално секогаш има простор за подобрување и јас гледам дека имаме позитивна, конструктивна дискусија и расправа и сметам дека, како што веќе и самата министарка и професорката Селјановска предложија, можеби најдобро ќе биде тие амандмани заеднички да ги изработиме, бидејќи сметам дека и мислам дека и вие ќе се согласите со одредените забелешки. Јас нема да навлегувам детално во секој членови, од член на член каде, тоа се, верувајте, поголемиот дел од амандманите ќе бидат можеби од техничка природа, од нормативна природа, не е нешто суштински да менуваме, туку ќе бидат само дополнувања. Меѓутоа ќе напоменам, например, неколку работи. Сметам дека уште во самиот прв, самото дефинирање, каде што се вели дека македонскиот јазик е нематеријално културно наследство на Република Македонија. Тука треба да се додаде културно богатство и нематеријално културно наследство. Зошто велам, ова е научно да го образложам ова мислење, бидејќи нематеријално културно наследство во смисла на Конвенцијата на УНЕСКО за заштита на нематеријално културно наследство на човештвото, ратификувана од страна на Република Македонија во 2006 година. Таму, според оваа конвенција, ние во Македонија го имаме заштитено не самиот македонски јазик, тука треба да се направи една корекција, туку ги имаме заштитено дијалектите на македонскиот јазик, меѓутоа и дијалектите на други јазици кои што се зборуваат во Македонија. Дијалекти има заштитено и на албанскиот, и на турскиот, и на ромскиот јазик. Затоа, кога зборуваме за македонскиот јазик, тој не е само нематеријално културно наследство, туку е и културно богатство и сметам дека ако го ставиме зборот богатство, на сите чинители кои што имаат право и обврска и должност да го негуваат и одржуваат македонскиот јазик, ќе ни овозможи поширока плејада на механизми кои што ќе можеме да ги употребуваме. И затоа сметам, бидејќи ние, знаете како кога ќе кажеме наследство, мислиме веднаш на нешто што е старо и што треба да го заштитуваме и зачифуваме, меѓутоа јазикот е жива материја која што се развива. И затоа мислам дека треба да се додадете во најблага никоја смисла културно богатство и наследство, нематеријално културно наследство, да бидеме согласно со светските конвенции кои што ги имаме ратификувани. Тоа е, например, една како сугестија, се надевам дека ќе биде прифатена, заради поширокиот аспект на механизми кои што можеме да ги употребуваме понатаму за заштита, унапредување, негување и избогатување на македонскиот јазик. Ние имавме и на јавната расправа имаше дискусија околу интернационализмите. Ние треба да си го збогатуваме јазикот, па дури, ќе дадам една споредба со сличен, хрватскиот закон за хрватскиот јазик, кој што интересно е во моментот во процедура исто на носење и при подготвување за денешната седница видов дека и тие имаат слични дилеми како и ние што ги имаме дилемите, така да добро е
значи се движиме во таа европска насока и ги имаме истите дилеми. И затоа генерално оценуваме дека ова е добро понудено законско предлог, законско решение кој што нормално ќе го надополниме. Исто така, една од работите, значи не сакам да се повторувам, меѓутоа во однос на Советот, што е исто така за поздравување основањето на Совет и те како е потребно тоа, но да размислиме во однос на тоа дали треба мандатот да им истече на сите членови одеднаш. Значи, тука има опасност ние да останеме во некој лимбо простор во кој што нема да има Совет. Предлог е да се ротираат членовите, значи постојано да има, например, 6 члена да се сменат, другите, да има ротација за да има еден континуитет. Да не им пристане мандатот на сите членови на Советот одеднаш. Мислам дека ме разбирате во таа смисла, за да едноставно за да нема простор да се остави случајно да нема Совет. А вака, например, дел од професорите, дел од експертите, значи тие да бидат заменети, ме разбирате, значи да има континуитет и така ќе има и внатре членови во Советот кои што постојано ќе го знаат и процедурите и деловникот и сето, да, како се работи. Чисто повторно велам техничка работа, меѓутоа мислам дека е добро решение. Оно што исто така значи сега се дискутираме за амандманите кои што се надеваме заедно ќе ги направиме и на јавната расправа беше споменато моментот дека треба можеби да се размисли да се врати изучувањето на македонскиот јазик и на универзитетите, барем во првата година, барем 2 семестри, бидејќи е навистина важно, особено ние разговаравме, министерка, вие уште подобро од мене знаете дека децата не излегуваат нас од факултети неписмени, не го владеат македонскиот јазик. Значи, не бараме ние да се воведе креативно пишување на сите факултети, меѓутоа по урнек, значи по пример например во Германија, ве знаете, што е европска држава, доколку сакате да студирате, ние знаеме дека бесплатно е студирањето во Германија за македонските државјани, меѓутоа задолжително е познавање на германскиот јазик. Истото е и во Словенија, истото е и во Турција. Во Турција дури 4 години се изучува турскиот јазик, без разлика на кој универзитет, без разлика на кој факултет. Но еве ние да се обидеме да го вратиме тоа како што беше, бидејќи беше така пред 20 на 30 години, никако да се најде начин да се врати изучување на македонски, задолжително изучување на македонскиот јазик и во високото образование, па дури и на оние странски универзитети, и тоа да го направиме по примерот на европските држави. Значи, како што е во Германија или како што е во Словенија. Не мора да земаме Турција за пример, меѓутоа можеме да го земеме. И исто така, и ве споделувам со вас, дека истата дилема имаат и во Хрватска. Во моментов, значи истата ситуација, дека стручните лица од образование бараат хрватскиот јазик да се изучува, па дури и на странските универзитети, барем 1 семестар. Значи, има една такова идеја и мислам дека со оглед на тоа дека оваа дискусија имаше на јавната расправа, можеме да размислиме во таа насока некако да се врати изучувањето на македонскиот јазик. Генерално ние сме позитивни и навистина треба да се доведе во ред законот. Имаме, го поздравувам покачувањето на глобите, на казните, да, треба да се покачат. Сега тука има малку испуштено некои членови кои што треба да се стават, значи член 6 став 4 не е опфатен со прекршочните одредби, но и веќе дадеме амандман за биде опфатен. Тоа е, мислам дека е еден од најважните моменти од законот, особено затоа што и во досегашниот закон го стоеше тоа, меѓутоа не беше почитувано. И сега навистина се надевам дека со формирањето на инспекторатот за употреба на македонскиот јазик, што ќе биде навистина важно тело, и целата наша надеж е во тој инспекторат, дека ќе профункционира како што треба. Сметам дека во тој случај ние навистина ќе ги решиме сите проблеми кои што се однесуваат на употребата на македонскиот јазик и неговото кирилско писмо на целата територија на Република Македонија, бидејќи само во оваа држава се зборува македонскиот јазик и е државен, службен, единствен и значи матичен. И затоа треба да внимаваме многу во однос на неговата имплементација, особено во имплементацијата на кирилското писмо.
И тука исто така ќе го искоментирам моментот исто да се надополни, значи не е никаков проблем, во претходниот закон го имаше. Сега гледам дека е испуштено, меѓутоа бидејќи е сменувана формулацијата, не верувам дека е тоа намерно да се додадат називите на фирмите, тоа веќе го разговаравме. Мислам, министерке, дека трговските друштва го третира, Законот за трговски друштва го третира тоа, меѓутоа го третира уписот во регистарот, не го третира називот на самата фирма. И сега знаете како, ако прочитате низ центарот на Скопје, ќе видите дека во градскиот трговски центар има се помалку и помалку називи на фирми на кирилично писмо напишани, кое што е едно исто така од ситуациите на невидливост на кирилското писмо, а ние знаеме дека за младите, особено за децата, тоа е многу важно. Значи, ова е една сугестија само во тој дел да се наведат називи на фирми, значи ништо повеќе, во кој што фирмите ќе бидат обврзани да пишува и на македонски јазик. Ние сега доаѓаме до ситуација да застанеме пред било која продавница и да не можеме никаде да прочитаме на македонски како се вика таа продавница. Значи, зборувам сега за странски јазици, за англиски називи, и најмногу за употребата на латиничното писмо. Тука е проблемот, никој ништо друго не алудирам, но на употребата на латиничното писмо. Ние веќе зборувавме и тоа е утврдено и со други јазици кои што ги гледат, други закони за јазици кои што ги споредував, дека интернационалните брендови, признаените брендови, тие не треба да се преведуваат или да се транслитерираат, освен при упис во Централен регистар. Меѓутоа, тоа се мал број на фирми кои што се во Македонија, гледаме, значи се отвараат трговски центри, молови, и таму нема проблем да се остави брендот Зара или Нью Йоркер, но имаме македонски брендови, македонски трговски друштва и поединци чии што називи се на латиница. Тоа треба да се исправи. Јас сметам дека со додавање на назив на фирма, тоа ќе се исправи, тоа ќе влезе во една процедура да мора да биде прво кирилското писмо на називите. Јас тука, бидејќи сметам дека има расположение за подобрување на ова законско решение, гледам дека е сериозно сватена работата, гледам дека се прифатени најголемиот дел на забелешките на стручната јавност која што учествуваше. Тука ќе застанам, нема да злоупотребувам повеќе време, бидејќи мислам дека можеме да се договориме, значи потребата е очигледна, секако дека ќе се согласуваме, но и да ги една подадена рака да ги изработиме можеби заедно амандманите, кои што навистина се само во насока на подобрување, да добиеме на крај, иако е тоа невозможно, меѓутоа сметам дека навистина ќе имаме одличен закон. Ви благодарам. Благодарам на вас. Збор има побарано министерката.